Незадоволни од актуелната состојба со работничките права, синдикатите на 15 април излегуваат на протест. Македонскиот работник е осиромашен и не може да ја преживее кризата. Се отпуштаат работници и се принудуваат спогодбено да потпишуваат договори за отказ. Реагираат од Конфедерацијата на слободни синдикати. И покрај притисоците врз синдикалните лидери, во четврток ќе го истакнат својот револт кон институциите кои немаат слух за нивните барања. Абсурдно е, коментираат, да се зборува за зголемување на минималната плата од 1,7% кога инфлацијата во март е 2%. Со овој предупредувачки протест ги повикуваме надлежните, значи да седнат и сериозно да ги разгледаат нашите барања, кои не се илузии или барања кои што на нас ние сме ги составиле, туку се тоа само имплементирање и почитување на постоечките закони во државата. Она што дополнително загрижува е доцнењето на и така недоволната помош од владата за пребродување на корона кризата. Бројките на работници кои ја изгубиле работата растат. До сега официјално околу 60.000 останале без месечни приходи, а нови отпуштања се очекуваат во угостителскиот сектор кој е затворен со новите рестриктивни мерки. И овие мерки се на истиот принцип, и тие што ќе ги земат, но верувајте дека повторно ќе има работници кои што нема да земат ниту тоа што ќе им биде дадено како помош, или на некој ќе им биде исплатено повторно денар-два, или помала плата од тоа што го земал работодавец. Загрижувачки податоци објави Државниот завод за статистика кои покажуваат дека речиси четвртина од граѓаните тонат во сиромаштија. Над 450.000 луѓе едва врзуваат крај со крај. Според пресметките на Сојузот на синдикати, пак минималните трошоци на едно 4-члено семејство кои во март изнесувале 33.772 денари, не можат да се покријат со просечната плата во земјава. ССМ повеќе пати бараше зголемување на минималната плата за 60% од просечната, а согласно тоа да се изврши и скалесто зголемување кај останатите плати.